Не постои безболен начин, не постои начин на кој што можат децата да се стават во стакленот звоно кога се случува некоја промена која што од таков размер или развод на брак. Просто треба во сите ситуации во кои што функционираме треба да внимаваме што произлегло од тоа. Кога во бракот постојат деца, нормално дека фокусот треба да биде врз децата. Како да биде фокусот врз децата? Сето тоа што се случува да биде на некаков начин обезбедено да не биде присутно во сите можни конфликти или недоразбирања, нека да се случуваат и вербални и невербални прекршоци. Значи, моментот е дека детето треба да биде заштитено од сето она што е материјал за дискусија, а не би требало да биде материјал за дискусија. Револтот кај луѓето или немоќноста да се изменаџира разводот, да се дојде до некоја решение кое што ќе биде на вистина договор или ќе биде на обострано задоволство, иако тука задоволството нормално дека се тргнуваш од нешто што е лошо и се надеваш на нешто што е добро, да се заштити детето од информации кои што нему се потребни. Секојдневието и во многу случаеви тоа не се покажува како такво, затоа што сепак мислам дека во многу од ситуациите каде што станува збор за развод на брак, родителите се трудат да бидат фаворитот од родител, значи кој ќе е подобриот. И не внимаваат на потребите на детето. Кога двајцата родители ќе бидат синхронизирани во однос на потребата на детето, зборуваме за здрав развод. И тоа е многу подобро од лош брак. Таа реченица имам слушана милиарда пати. И кога ќе бидат фокусирани на тоа да ги задоволат неговите потреби и да ја задоволат нивото на среќа и на радост од присуство со едниот или со другиот родител, зборуваме за здрав развод и зборуваме за една комуникација која што е од добробит за детето. Јас сметам дека и покрај лошите настани кои што се случиле помеѓу двајцата брачни партнери кои повеќе одлучуваат да не бидат заедно, комуникацијата во однос на детето треба да останат на некоја размена, затоа што на крајот од денот сепак кога детето посетува, кога детето е со едниот родител и со другиот, барем треба да разменат информација од типот јадеше, не јадеше, тоа го сака, тоа го не е, различни потреби. Децата имаат и различни потреби во однос на тоа како го поминуваат денот со едниот родител и како го поминуваат денот со другиот родител. И тука, доколку немаме некоја синхронизација на грижата, на гледањето, на давањето, на одземањето, на се што може да се случи во еден ден, зборуваме за дете кое што ќе биде истравматизирано од целиот тој процес. Секако дека многу важно е да во процесот на развод колку што можат двајцата родители да посетат советување, доколку сами не умеат како да го изведат прво моментот да го соопштат тоа дека ќе се случи. Постојат различни развојни фази како тоа може да се каже. Кога се повозрасни децата се многу посвесни, дури не треба да се разговара. Некогаш и самите кажуваат дека родителите не се за да заедно живеат, подобро да се разделат. Но кога се помали децата, буквално им треба да бидеш присутен тука. И тој недостаток, ако едниот родител го прави уште поголем, ствара аверзија, а при тоа детето му е потребно само да биде сакано, имаме проблем. Значи го буниме. Просто сметам дека во целата таа работа треба да биде обезбедено, треба да биде оттргнато од сите негативни муабети, од сите негативни разговори, од сите негативни исходи од разводот и што е помалку можно да биде инволвирано во семејни сплетки.